Во секојдневието се среќаваме со многубројни видеа од информативен, едукативен, забавен карактер. На масовните медиуми и социјалните мрежи постојано се објавува некое ново видео, но како и со фотографиите, и со видеата може да се манипулира. Што значи тоа? Видеото може да се манипулира преку содржината, да се додаваат или бришат елементи од истото, може да биде снимено на една локација, а да се представи дека е некоја друга, или пак да биде монтирано на начин што не ја прикажува вистинската состојба. Зоран Андонов ги запозна учениците на основното училиште Гоце Делчев од Тетово и со начините на кои со денешните технологии се манипулираат видеоматеријалите. И за откривање на лажните видеа исто има алатки како што има и за фотографиите. Една таква алатка, многу добра за пребарување е YouTube Data Weaver, за оние видеа кои се објавени на YouTube. Адресата е ова, сега. Постапката е речиси иста како и кога пребарувате фотографии. Видеото, секој видео, нели, кога ќе отворите, гори има адреса, ја копирате адресата, ја ставате овде, притиснете го и ги добивате резултатите од тоа видео. Каде е снимено, што е снимено, кој го снимил, кога е снимено и така. Има и други, например, Invite е многу јака алатка, но ако некој од вас е заинтересиран малку повеќе да истражува нова тема, на оваа адреса ќе најдете неколку пребарувачи вакви за видео, каде можете да истражувате, да барате, да видите, може би биде интересно. Како посебна категорија лажни видеа се издвојуваат така наречените deepfake видеа. Со појавата на вештачката интелигенција и напредокот на технологијата, создадени се многу нови можности за манипулација со видеоматеријали. Но што подразбира процесот на изработка на deepfake видео? Deepfake видео е видеоматеријал изработен со помош на вештачка интелигенција, значи големи, јаки компјутери, која се користи за да се создадат убедливи аудио и видео измами. Вика убедливи. Значи, кога ќе видите тоа deepfake видео, не можете да претпоставите дека е лажно. На кој систем работи? Камерманот ме снима мене, со помош на компјутери се обработува оваа снимка, на моето лице се брише и на моето лице се става друго лице. На некоја позната личност или на некој политич, на било што. Еве, например, како се викаше што го даде голот за Македонија? Александар Трајковски, да. Значи, едноставно го става лицето на моето, гласот го зема неговиот, го става како мојот и камерманот снима и вие утре ќе пуштите видео каде Александар Трајковски, јунак сега за Македонија, ви држи вас предавање. Не ви се верува? Еве ви едно видео да видите како тоа изгледа. Го препознавате кој е овој? Глумец? Ова е Том Круз, многу познат глумец, глумел во многу познати филмови, се го препознав. Се воопшто не можете да помислите дека ова е лажно видео. Ствари ова лажно видео, све монтажа. Том Круз ова никогаш не го снимил, никогаш не го изговорил. Значи, неговиот лик е земен и е намонтиран на некој глумец што, го имитира вака малку успешно. Во негов стил. Да. Иначе Том Круз е многу познат по вакви deepfake видеа и нема едно, туку има многу повеќе снимено за него. Но, видите, кога се снима една вакво deepfake видео за некој позната личност, нас дури може да не биде нели и забавно. Еве, гледа го.
Но опасноста доаѓа од овие deepfake видеа, например, кога ќе се смени ликот на некој политичар или кога ќе се смени, еве сега имаме војна, па кога ќе ова deepfake видеа кога ќе бидат ставени во функција на војната. Тоа го кажува и ова следното видео. Го препознавате? Кој е? Зеленски. Зеленски излага на телевизија и вика: борбата беше тешка, ние се обидовме да го спасиме Донбас, не успеавме, имаме многу жртви, јас се повлекувам и ја повикувам целата војска да го положи оружјето. Ваква една вест на украинската телевизија што може од целата земја да предизвика огромна паника, нели, готово се предадовме. Всушност, ова е deepfake видео, значи е наместено. Зеленски нити ова го кажал, нити ова го снимил. А гледате, ликот е сосема убедлив. Тоа е опасност од deepfake видеата. Значи може на било кој, што мислите, Путин го стават или го стават Бајден, рече почнуваме нуклеарна војна од денеска. Значи тука е опасност од deepfake видеата. За да се направат deepfake видеа, пак ви кажувам, не може едноставно, не е многу едноставна работа, бара многу знаење, бара многу умешност. И нормално големи материјални ресурси и технички ресурси. Сега, некои полоши лажни видеа можете да ги препознаете, мислим, од полош квалитет направени по незабележено трепкањето, лоша синхронизација на усните, проблеми со косата, кожата, бојата, но оние што се добро направени, навистина многу тешко може да се препознае. Затоа, како еден совет, секогаш пред да споделите некоја фотографија или видео на социјалните мрежи, добро размислете и ако треба, проверете дали таа фотографија или видео се веродостојни или се резултат на некоја манипулација, за да не се дозволите вие да видите дел од таа манипулација. Кинеската социјална мрежа TikTok постои од 2017 година и е базирана на креирање и објавување кратки видеоматеријали. Корисниците најчесто ја користат за прикажување трикови, танц, забава, шеги и слично. Многу е популарна, особено помеѓу помладите. Доктор Миронски ги запозна учениците и со опасностите кои ги носи оваа социјална мрежа. Зошто младите висат на интернет, нели? Затоа што пак ќе кажам, времето во кое живееме едноставно е предизвик само за себе. Значи, осамени сме, не сме, многу сме сите содружни. Се случува 5 души и ние возрастните седиме во еден ист простор и се допишуваме со пораки на Вибер. Не зборуваме. Сите во пораките или гледаат сликички, нели, нон-стоп добиваат некакви сликички. И ја им праќам порака: ало, hello. Абе, каде сте? Во друга просторија? Во друг град, во друга држава, че комуникацијата се сведува на пораки кои се пократки, се понеписмени и се позбунувачки. Тука лежи таа опасност во нивната содржина и суштина кои вие треба да ги научите дека треба да ги препознавате. Значи, основно на оваа средба денеска е да ја разберете дека постои нешто што се вика медиумска писменост, зошто е таа важна, и како на некој начин да се справите со неја, да имате барем одредени сознанија за тоа. Верувам дека утре ден кога ќе се најдете во некаква ситуација, ќе ви допре за нешто од ова што сега го зборуваме. Значи, висите на телефонот и вие здодевно. Висите на телефон затоа што предаваме здодевно. Затоа што дома ви нон-стоп нешто ви коментираат, учи, види и прави ова, среди си ја собата. Висите на телефон зашто сакате нешто ново, вие сакате да покажете дека сте млади и храбри, ама добро е да сме храбри, ама и внимателни, за да не влеземе во некаква несакана шема. Сега, какво влијание има TikTok врз вас? И се она што е YouTube, Instagram, има ли влијание или нема? Има огромно влијание. Зависност. За жал, огромно внимание. Пак ќе речам и кај возрастните гледам, па со тие сликичките што ги праќаат и видеата,
Океј, некојаш нешто интересно или нешто ќе... Ма цел ден луѓево се лака. Па тој како коцка, гемблинг. Тоа е зависност неверојатна. Значи, ние мора да сме свесни, добро што сме свесни дека е зависност и како сега да се одбраниме од неа. Тоа не значи да не ја користиме, не значи да не ја следиме, но да биде умерено и дозирано, нели? Се што има некаков баланс во животот е позитивно и е добро. Значи, затоа што сите тие што се на YouTube, на TikTok, на инфлуенсерите, тие тоа го прават за да заработат пари, за да бидат интересни и на вас да ви продаваат приказки кои тие сметаат дека се интересни. И тие сакаат да ви пратат некаква порака, ама нешто, дали стои некој позади нив? Кој ги испраќа пораките? И дали тие пораки се во ваш интерес? Треба убаво да размислите кога нешто стига од вас или некој инфлуенсерка што порачува. Или прима реклама за таков кармин, прима реклама за таква шминка, таа добива се богати, а вие сте зависни, висите на телефон. Да погледаме што ни порачува ова видео. Значи, некој дечко, научари, мангуп, шизик, фраер, главен, звер, храбар, седнал, си зел столче, пуши цигара, кој ги фермува се на железница, воз некој доаѓа таму, кој лесно може да го прегази ако не го види на време, така? И сега во очите на младите ово е типче. Така? Интересно типче, храбро, види го мангупче. И сите ќе му се одушевуваат. 13 секунди трае ова видео и сега Мароко, јас Египет реков погрешно, во Мароко се случува. Судот во Казабланка, значи вистинито видео. Типов, за да биде интересен и за да има кликови да заработи пари, заработил 3 години затвор. Затоа што е опасно, ризично и затоа што не е воопшто шега. Ако го прегазал или може, не знам, да се случила и поголема несреќа, нагло да закочи некој да загине и во возот, значи и тој да биде жртва, и во возот да има жртви, значи сериозна работа е тоа. 3 години затвор за него и по 2 години затвор тие што му помагале да го направат таа сцена и да го снимаат, и тоа без право на жалба или без право на помилување. 3 години затвор, бога ми, да жртвувате од животот за глупост не е наивна работа. Каде иде во светот тој затвор? И затоа велиме, убаво е се, интересно е, медиумите се интересни, содржините што ги добивате преку YouTube и TikTok, особено сега, блиц, брзи, провокативни, но исто така, таа забавна виртуелност може да ве однесе дури до смрт. Не само со сакани некои последици, туку дури до смрт. Значи, 10-годишно девојче од Италија ги слушало советите на инфлуенсерка и починало. Зошто? Таа, не знам од кои причини, и како воопшто и паднало на памет на таа инфлуенсерка, да им рече на своите следбеници да се затворат со целотейп, да ги затворат устите и носот и да видиме кој колку може да издржи што подолго. Па кој е таа будалаштина и како, ако некој такво нешто ви каже, вие тоа да го прифатите? Тоа е стварно нешто, не да се чуди човек, туку немам зборови. Сега ви речем, ови фрли се од мостон во Пена беше, во Тетово. И вие да трчате да се фрлите, демек модерно е. Ало, девојчето умрело, се задушило. Значи, последиците се страшни. Значи, некогаш од забава, директно во смрт. Податоците покажуваат дека на овој начин, преку влијание на инфлуенсери, минатата година се самоубиле 82 деца. Поразителна бројка, која укажува на големите опасности кои ги носат зависноста од социјалните мрежи и технолошкиот напредок, кој овозможува различни видови на манипулација и злоупотреба. Миронски со совет до учениците во таа насока. Пак ќе речам, многу да внимаваме. Што објавуваат? Во случајов на TikTok, но каде и да постирате, што и да постирате.
и вие и се што читате со внимание да читате и со резерва да го примате. Значи, ништо да не примате како информација здраво за готово. Критички став, критичко размислување, една дистанца визави информациите што стигаат до вас.